Имено идејата за организирање на оваа конференција беше согласно констатацијата дека во изминатите неколку години констатирано е дека трговската размена меѓу земјите членки на ЦЕФТА регионот е зголемена, но суштинската врска помеѓу економиите во регионот, односно помеѓу компаниите во синџирот на снабдување, се уште не е формиран. На конференцијата беа разменети искуства за поврзаноста на угостителството и производителите на храна, односно колку развојот на туризмот во секоја од земјите во регионот стимулира зголемување на потрошувачка на домашни производи, односно производи во рамки на ЦЕФТА регионот и на кој начин се прави таквото поврзување. Идејата за отварање на ваква тема не е новина, ова е познато во развиените земји во Европа и во светот, каде растот и развојот на туризмот, а со тоа и на угостителството, се поврзуваат со растот на потрошувачката на храна, бидејќи се поизразен станува фактот дека неминовно со развојот на туризмот како дејност се поголемо внимание се посветува и на гастрономијата. Туристите се повеќе изразуваат интерес за автентична храна во земјата во која патуваат, таа да биде дел од вкупната туристичка понуда. Во таа насока се работи на поврзување на туризмот со домашните производители на храна. Согласно дискусијата на конференцијата, беше констатирано дека најголем напредок во тие рамки има постигнато од Црна Гора, од земјите во ЦЕФТА регионот, каде туризмот учествува со 22% во бруто домашниот производ. За споредба, во Македонија туризмот учествува со 2,5% од БДП. Искуството на Црна Гора говори дека Министерството за одржлив развој и туризам и Министерството за земјоделство и рурален развој на Црна Гора преку Стопанската комора на Црна Гора, вклучувајќи ги конкретните сектори по дејности и Националната туристичка организација, веќе одреден период континуирано соработуваат во насока на поактивно поврзување. Во таа насока се одржуваат наменски состаноци на угостителските објекти, ресторани и хотелиери со производители на вино, со производители на сирење, производители на месо, производители на мед и разни други автентични производи кои како домашни производи се нудат и се пласираат во угостителските објекти. Во таа насока на конференцијата беше посочено дека се работи на формирање специјални дистрибутивни центри за снабдување на угостителските објекти и хотели со производи, при тоа потенцирајќи го квалитетот, континуитетот и квантитетот. И на тој начин овој систем во Црна Гора е познат како систем 3К. На конференцијата туристичките работници од Црна Гора ги презентираа и своите позитивни искуства од студиски патувања што ги организираат преку надлежните министерства во поразвиените земји, каде што овие проекти се веќе даваат своји резултати. При тоа, како искуство беше посочена Словенија, земја каде што се става акцент на поттикнување на производството од индивидуални производители, и при тоа фокусот кај индивидуалните производители се става само на производството, а маркетингот и продажбата на нивните производи ја вршат посебно формирани невладени организации, кои што користејќи европски фондови за оваа намена, го развиваат маркетингот и продажбата на индивидуалните производи. На тој начин, тие стимулираат продажба на домашни производи, изворни автентични производи од конкретната земја, кои што достигнуваат цена и до 10 пати повисока, кога овие производи реално би се продавале во дистрибутивната мрежа преку трговските ланци. Сепак, за да се реализираат ваквите активности пак во агросекторот, за разлика од угостителството, каде што Црна Гора го развива системот 3К, односно континуитет, квалитет и квантитет, во сегментот на агросекторот развиваат систем 3С, односно тоа значи специјализација, субвенции и модел сега и одма. Што подразбира тоа? Специјализацијата подразбира на индивидуалните земјоделци да им се обезбеди да произведуваат конкретно одредени производи, но при тоа да бидат ослободени од сите додатни административни обврски со цел да може да се фокусираат конкретно на креирање на одредени производи. Сегментот на субвенции подразбира модел на поддршка на агросекторот, кој што е применлив во сите европски развиени земји, каде што туризмот има значено учество во домашната економија
И сегментот сега и одма подразбира индивидуалните производители или земјоделците веднаш штом ќе ги дистрибуираат и пласираат своите производи, веднаш да им бидат истите исплатени, како би можеле со свеж капитал тие повторно парите да ги вратат во процес на производство и обртот да биде многу поголем на годишно ниво. Од Стопанската комора на Црна Гора информира и дека преку инвестицијскиот развоен фонд на земјата се обезбедува кредитна линија за помош и поддршка на угостителски субјекти кои набавуваат домашни производи. Односно, инвестицијскиот развоен фонд на Црна Гора стимулира кредитна политика на угостителски објекти кои што ќе докажат и ќе потврдат дека користат домашни производи во своето мени, односно во делот на гастрономијата. Во рамки на дискусијата беше констатирано дека има интерес за поврзување на угостителите со индивидуалните производители, но она што е многу битно е дека често малите производители се соочуваат со недостиг од стандарди и сертифицираност на производствениот процес, нешто што не често може да се примени во угостителските објекти. И тоа е една сериозна пречка, зашто многу често угостителските објекти не можат да применат одредени домашни производи кои што се произведуваат во помали количини, во помал обем. Согласно сите овие дискусии и дебатите кои што беа дел од конференцијата во Будва минатата недела, произведоа одредени заклучоци, кои што заклучоци беа сублимирани во неколку точки, а тоа е популаризација, дека во следниот период ќе треба да се работи на популаризација на домашното производство, преку државни институции, коморите и со активно вклучување на земјоделците во целиот процес. Второ, формирање агроберза како модел преку кој угостителските туристички сектор ќе имаат континуирана информација за достапност на одредени производи на пазарот. Трето, здружување на производителите со цел обезбедување подобар квалитет на производите, поголем квалитет и следствено на тоа полесен пласман на пазарот. Креирање на квалитетни туристички понуди, во кој сегментот на гастрономија преку промоција на домашното производство ќе има свое сериозно учество, поддршка на туризмот преку соодветна кредитна политика во интерес на секторот и поддршка на етнотуризмот преку мотивирање на младите да се занимаваат со овој тип на туризам, со цел заживување на селата, а истовремено афирмирање на овој тип туризам, кој во рамки на ЦЕФТА регионот има големи можности и простор за развој. Сите овие заклучоци од конференцијата ќе бидат доставени до надлежните државни институции во секоја од земјите од ЦЕФТА регионот, со цел во следниот период да се преземаат активности во насока на реализирање на идејата, туризмот преку растот на бројот на туристи да биде во функција на развој на производството на храна. Значи, ние направивме едно согледување колкав е извозот на прехранбени производи во изминатите 3 години, генерално, а колкав е само со земјите од ЦЕФТА. Значи, ако во 2016 година Македонија извезува, ќе ви кажам само вредносно, да не идеме со количини, да не направиме збрка, значи околу 550 милиони извезува годишно земјоделско прехранбени производи, од тоа размената со земјите од ЦЕФТА е некаде околу 220 милиони. При што само во овој период на јуни, од 6 до 9 месец, значи во времето на почеток до крај на туристичка сезона, практично 155 милиона е нашиот извоз. Тоа е скоро 3/4 од целокупниот со земјите од ЦЕФТА, што значи дека Македонија ја користи, значи, таа рамка од 6 до 9 месец кој е туристичката сезона, кога практично го зголемува извозот и тоа, односно размената со земјите од ЦЕФТА. И тоа е отприлика некое ниво кое се движи и 14, и 15, и 16 година, во истиот период, увозот, значи за цела 2016 година на земјоделско прехранбени производи увозот е 700 милиони американски долари, при што од ЦЕФТА земјите увозот е 233 милиони долари, а во периодот на туристичката сезона од 6 до 9 месец е 175 милиони долари. Такви податоци немаме и сметаме дека, иако ги има, сигурно дека ги има многу малку. Ние имавме одредени сектори ке нас, како што беше, например, живинарството, кое
функционираше на тој принцип кога се изложуваше во Хрватска, особено поголеми количини, додека беше туристичката сезона според одредени нивни барања и така натаму. Меѓутоа, знаете какви се околностите кога е во прашање извозот на храната изминатите години, како е ЦЕФТА, како е Хрватска и земјите од Европската унија, така да практично такви договори ние немаме. Односно, освен големите компании кои извезуваат, традиционално за овие помали компании кои што извезуваат некакви традиционални производи, не може да се разговара. Па дури и кога е во прашање, значи, соработката на домашните туристички оператори, хотели, ресторани, така натаму, со агросекторот, повторно не можеме да зборуваме за некаква добра соработка, затоа што согласно информациите кои ги добивме од анкетата направена пред состанокот, воглавно сите тие се снабдуваат преку дистрибутерите на компаниите. И повторно зборуваме за компании кои што се поголеми, кои имаат стандардизирано производство, кои може да се најдат и како големи извозници, меѓутоа кога се во прашање производители, овие мали на типични домашни, според домашни рецептури и производи, она што би било нели во контекст на овие активности во Црна Гора, за кои било разговарано, такво нешто немаме кај нас. Сега тука треба да се разгледуваат неколку аспекти на целиот тој проблем. Прво, ние имаме стратегија национална за развој на рурален туризам, кој практично би го повлегол и тој дел од агросекторот, домашното типично производство и така натаму, меѓутоа за жал оваа стратегија никогаш не заживеа од едноставна причина зашто никогаш не беше инвестирано во тоа. За нас можеби колешката го спомна Црна Гора. Црна Гора не е најдобар пример по кој ние треба да се ориентираме, затоа што таму зборуваме за туризам кој учествува со преку 20% во БДП, наспроти нашиот од 2,5%, така да тука не можеме да се најдеме освен активностите кои ни ги превземаат, кои би можеле да бидат одеден водич за нас. Меѓутоа искуството од Црна Гора секако дека треба да се земе, од Словенија се извинувам, затоа што Словенија е многу послична, нели, со нашите прилики тука, и искуството нивно секако треба да се земе во обзир и да биде еден водич, што тоа ние треба во наредниот период да направиме. Ке нас можеби најдобра основа за развој и поврзување на овој рурален етнотуризам со нели производство на домашна храна типична и така натаму беше мерката 302 од ИПАРДот, но за жал таа мерка не профункционира, односно даде слаби резултати. И денес и понатаму сметаме дека треба да се посвети многу повеќе внимание на мерката 302, затоа што таа е во принцип основа за развој кај нас. Во моментов постојат и неколку програми кои на еден начин ја поддржуваат ваквата активност. Едниот е преку Светската банка, другиот е преку Швајцарската амбасада, каде што има одредени средства кои сметаме дека се доволно високи и кои би биле стимуланс за развој на овој алтернативен туризам. Колку тоа ќе се искористи, ќе видиме, затоа што тие се релативно нови, од неодамна почнати, сега дури предстои првиот повик. Имаше минатата година еден програм од Европската унија кој беше практично Help Desk се викаше за развој на мерката 302 КИПАРДот, но беше прекинат изненада. Односно Европската унија го поништи. Така да во моментот се е тоа некако стих си се одвива или со одредени вакви програми кои се финансирани од унијата или од одредени земји, меѓутоа во принцип ништо тоа не заживе. Сметаме дека и понатаму мерката 302 за развој на руралниот туризам дека е најдобро решение, како и одредени фондови кои би требало да се воспостават, дали од државата или да се земат средства од Европската унија, дека тие би биле најдобро решение за развој на агросекторот, односно сегментот од агросекторот за кој веќе зборуваме и неговото поврзување со туризмот кај нас. Немаме развиен туризам, знаеме во која насока можеме да идеме и каде треба да се движиме, треба да го земеме словенското искуство,
Имаше неодамневе исто така еден податок за Хрватска, само во делот на Истра, која е атрактивна за соседните земји Австрија и Италија, пред се од аспект на гастро понудата, они инкасираат повеќе десетици милиони евра, значи само по таа основа. Гастро понуда со викенд туризам. Тамо пак е ниф е типично што Истра практично нуди тој викенд туризам со гастро понуда. Во секој случај може да се земат искуствата од овие неколку земји и да се направи една сублимација што тоа може кај нас и во која насока треба да се движи и како да се одвива соработката. Потребно и повеќе од она што до сега е покажано, независно овие национални стратегии и слично, дека треба една нова иницијатива, дали тоа ќе произлезе од комората или заедно во соработка со другите институции, да се направи една програма и да се покрене активност, каде што пред се треба да се направат заеднички средби на туристичките работници и на земјоделските производители, да се види до каде е соработката и каде во која насока треба да иде понатаму. Кога колешката моја спомна за овие откупни центри кај нас функционира, затоа што практично ниеден од овие мали производители не може сам да понуди, нити има доволна количина, нели, поготово за поголемите туристички центри кај нас. Откупните центри постоеле секогаш и ќе постојат. Меѓутоа, можеби тука треба да се направи нешто повеќе, значи да не бидат класични откупни центри, него тоа да бидат дистрибутивни центри кои што ќе функционираат на едно повисоко ниво во тек на цела година, каде што и компаниите ќе можат 365 дена во годината да имаат пристап до овие производи. Се разбира, кога се опрашање малите производители, не може тука да се бара некакви високи стандарди да се воведе. Ние тој проблем го имаме и во секојдневното работење, свесни сме, големите компании може да дозволат такво нешто, меѓутоа ќе малите производители немате стандардизирано производство. Меѓутоа, може би треба да се размислува и за нешто друго, наместо воведување стандарди, да се воведе една како стандард една следливост на производот, дека е тој 100% типичен според одредена рецептура за регионот типичен и дека е пред се здрав производ. Значи да контролата да иде во таа насока и да бидат попратени со еден таков сертификат, што би било повеќе од доволно, нели, утре за утре да бидат промовирани и во туристичките објекти и да настапуваат заедно производителите на храна и туристичките работници кај нас.